И по оваа кратка музичка пауза следува онаа интересна тема со која што ве инспириравме да останете до крајот на емисијата заедно со Александар. Зборуваме за сите оние митови и стравови поврзани со анестезијата, а за да се разбијат стравовите треба да се дознае и да се научи за што всушност тука станува збор. Денес ќе зборуваме токму за анестезиологијата и затоа разбирливо си поканивме доктор специјалист Игор Трпковски, кој што е специјалист по анестезиологија, реанимација и интензивно лекување. Скратено само ве нарекуваат анестезиолози, но тука е еден голем опсег на делување во болницата од страна на овие специјалисти. И утрово, како што кажав, ќе не однесат во операциона сала, но на оној начин на кој што сакаме да бидеме таму, да видиме, да дзирнеме што се случува. Само да кажем дека доктор Игор Трпковски е дел од тимот на Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски, инаку популарно позната како градска болница. Добро утро и добро ни дојдете. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата и драго ми е што сум тука. Така ќе ни откриете утрово зошто постојат сите оние стравови кои што ја следат оваа професија. Мислам дека најмногу од нашето незнаење и од сите оние митови кои што произлегуваат од сето тоа, но едно нешто што сме слушнале, па и јас како новинар, но верувам и многумина други пред екраните, дека анестезиологијата е кралица на медицината. Дали е навистина така и ако е, зошто така се нарекува? Да, доста често оваа специјалност ја нарекуваат кралица на медицината. Најверојатно зашто е најинтегративната гранка во медицината. Станува збор за еден конгломерат од цела хирургија, цела интерна, физиологија, патофизиологија и така натаму. Треба да се има познавања од се. Дополнително треба да се имаат и мануелни вештини, доста, нели, за да се справи со оние итни состојби со кои што ние често се среќаваме. Така да, во однос на спремноста, гледајќи оваа специализација, односно специјалност, една од малте на најтешките, меѓутоа и најблагодарните, благородните и најисполнителните за еден доктор. Да, многу ме радува овој сјај во очите кој го имате, докторе, кога зборувате за професијата. Тоа значи дека многу си ја сакате работата и оттаму, нели, многу среќни пациенти, но еве што ме толку сето тоа, еве ќе речам требувателно, така по нежно да се изразам, дали можеби тоа е причината што анестезиолозите се толку дефицитарни, нели? И тоа не само кај нас, туку на глобално ниво слушам дека постојано има недостиг од токму оваа специјалност. Да, оваа специјалност е доста дефицитарна кај нас дефинитивно, меѓутоа и широм светот секаде. Барем секој што кажувале за нас дека секогаш вратите би ни биле отворени каде да одиме во светот. Да, точно, оваа специјалност е доста дефицитарна, дали поради обемот на едукација кој што треба да се помине, годините посветени, часовите посветени на доста тешка клиничка работа и клиничка пракса, се едни од работите од кои што многу луѓе се одвраќаат, можеби. Дополнително тука и теретот, притисокот, одговорноста која е доста голема, се одговара за практично живот или смрт во неколку секунди. За цело тоа време секогаш мора да бидеме смирени, соземени, да донесеме правата одлука. Оваа специјалност не е за секој. Треба некој навистина да ја сака, навистина да чувствува дека може да го работи тоа и да биде добар или одличен во својата работа. Така да дефицитарноста постои. Меѓутоа сите се добре дојдени кои што чувствуваат дека може тоа да го работат и наши колеги. Се гледа дека кај вас случајот е таков, односно дека си ја сакате работата, но дали знаевте од самите почетоци дека ова ќе биде вашата специјалност кога студиравте медицина или пак можеби имаше други опции? Јас како студент бев заинтересиран за буквално се од што учев во моментот, за секој што учев. Сите предмети, сите клинички, мислам, хируршки, интернистички, институтски предмети, се ме влечеше буквално. Она што го барав во сите останати специјалности, го најдов во анестезиологијата. Динамиката, адреналинот, сестраноста, немањето на монотонија во нешто од аспект, например, јас сум таков тип во ред. Сакам разноликост, разностраност. Во интензивната нега, например, случаите се
различна патологија, за сите во секое време треба да се знае се, да се има познавање. Тоа е тој предизвик кој што од секогаш ме влечел исто така и во анестезиолошкиот домен, во операционите сали. Сестраната патологија која што работиме, предизвикот да се може многу, да се знае многу, тоа е она што ми влева динамика и интерес за постојано да бидам во тонус и да го работам тоа што го работам, да. Го буди тој професионален жар просто во вас. Точно. Ајде малку едукација сега, да ги разбиеме оние митови кои што ги имаме или нешто што сме слушали, или најчесто филмови, Игоре. Ние за себе ова дознаваме или од некакви приказни, половични, знаеме како тоа бива помеѓу нас, но и од филмовите. Па затоа сакавме да прашаме првично, дали е вистина дека пациентите се плашат повеќе од анестезијата отколку од самата хируршка интервенција, или ми е погрешен тој впечаток, или како е на терен? Знаете како субјективно е кај секој индивидуално, кога ќе дојде пациент, најчесто има страф од белиот мантил од медицинската институција во која што влегува и така натаму, што се до некаде и физиолошки реакции, мислам, тоа е нормален одговор на еден човек, на еден пациент на кој што му предстои поготово хируршка интервенција, мислам. Секој од нас, мислам дека дури ние медицинските лица би реагирале така. Во случајот кога пациентот доаѓа, иницијално, барем во нашата институција, ние сме хируршка институција, тоа што можеме од искуство да го кажеме, дека иницијално имаат страф од хируршката интервенција, без при тоа да го поимат фактот дека ќе подлежат на анестезија и се останат. Од страф, веројатно, или не знам, како и да е, непосредниот период кој што е пред хируршката интервенција, односно внесот во сала и така натаму, почна да ги фаќа страф од анестезијата. Затоа сме тука ние, медицинските работници, докторите, сестрите и персоналот, за да малку им го лесниме умот на пациентите да се чувствуваат по безбедно, попријатно во тие услови, колку што може повеќе нормално, и да го поминат цел тој период на периоперативен период околу операцијата, мирни, спокојни, дека се ќе биде во ред, дека ќе спијат, дека нема да чувствуваат ништо, дека нема да имаат болка и дека ќе се разбудат кога сето тоа ќе биде готово. Да, мислам дека и тука е тој страф најчесто нешто да не боли, па ние сведоци сме на ситуации во кои што дури на стоматолог веднаш се бара анестезија за било што, некако тој страф кај пациентот од болката е тој можеби примарниот, а подоцна и овој што го спомена и ти, некаков страф, дали ќе излезам од сето тоа, односно дали ќе се разбудам. Да. Така е. Колку е важна подготовката за операција? Колку и на кој начин треба да соработуваме добро со нашиот анестезиолог токму во тој процес за да се помине колку што е можно без проблем? Точно. Со исклучок за многу битен момент и многу битно прашање, многу важно. Со исклучок на итните пациенти, секој пациент мора да помине, зборувам во хируршка институција, за хируршка закажана елективна интервенција, мора да помине анестезиолошка амбуланта. Односно мора да помине преку нас анестезиолозите. Во таа амбуланта ние гледаме 3 главни резултати, па понатака бараме до исследување доколку истите се потребни поради останати коморбидитети, рентген на бели дробови, ЕКГ и комплетна лабораторија. Тие се оние 3 базични резултати кои што ги бараме со цел да процениме што понатака со пациентот и да го пуштиме за операција во редовен елективен програм за закажана операција. Тогаш во амбуланта се сретнуваме со пациентите, ги правиме тие резултати и земаме детална темелна анамнеза која што е многу битна, практично круцијална за понатамошниот тек и третман на пациентите. Тоа е буквално најинтегративно на еден лист практично се што станува збор за тој пациент медицински и здравствено. Во однос на претходни хируршки интервенции, терапија која што пациентот ја прима во однос на останатите коморбидитети што ги има хипертензија, односно покачен крвен притисок, диабетес, шеќерна болест, проблеми со тироидната жлезда, респираторна терапија поради астма, хоп и така натаму. Значи, сето тоа ни дава една слика за како ние да се однесуваме понатака како анестезиолози, бидејќи ние сме тие кои имаат комплетна грижа околу пациентите цел тој периоперативен период и предоперативно, пред да се влезе во сала, односно да се подготват за да се изведе, значи, најоптимално тој процес за пациентите, најбезбедно и најсигурно. Да. И постоперативно
нормално да ги доиследиме после таа хируршка интервенција, да немаат болки, да немаат несакани појави, повраќање, гадење и така натаму, се со цел да се помине тој период добро за нив. Тука во постоперативниот период не можам да не ги спомнам нашите медицински сестри кои што се една круцијална карика во негата на пациентите и останатиот нормално персонал кои што се тука да ги чуваат и негуваат нашите пациенти додека не бидат испратени понатака на отдел. Така е. Клучот е во таа тимска работа за да нели се биде како што треба. И сега можеби некој во моментов го очекува некаква хируршка интервенција или пак размислува или пак во некое догледно време тоа треба да се случи, па ми се наметнува прашањето бидејќи докторе најчесто не се знае кога може да има човек потреба нели од хируршка интервенција, но некако најчесто сите тие доаѓаат подоцна во годините. Со возраста, да. Со возраста. А возраста пак си носи, па да, нема правила, нели? Нема правила, да. Но возраста па и носи некои други хронични состојби. Инциденцата е поголема, точно. Па терапија. Ова произлезе од ова што ми го зборувавте. Сега па сакав да прашам, дали може би има некои конкретни состојби кои невозможуваат хируршки интервенции или анестезија или сето тоа зависи од таа анамнеза која што ја спомнавте. Значи, видете вака, добар анестезиолог во суштина треба да се справи со секоја ситуација. Кај нас постојат итни ситуации, итни пациенти каде што коморбидитетите и останатите хронични болести не играат никаква улога. Се фактор, меѓутоа се споредни во однос на итната хируршка патологија која што пациентот има, зборувам тука за политрауми, несреќи, сообраќајки, склопетарни повреди, значи пукачки зборувам и така натаму, прострелни и стрелни повреди, на кои што веднаш мора да се реагира и веднаш мора да се влезе во сала. Во тој случај и покрај сите ризици, со согласност нормално за висок ризик и така натаму, ако пациентот не е во можност со членовите на фамилијата најблиски или во договор со тимот, се влага хитно во сала и покрај сите ризици, покрај коморбидитет, ние се справуваме со сите нив. Значи се справуваме со компликациите потенцијални кои што може да се случат во сала и покрај сите ризици и повторно безбедно ги вадиме пациентите од операционата сала. Можеби во собата за будење, односно опоравок, или во единицата за интензивно лекување каде што има дополнителен критичен третман на болен. Така. Сега, ајде бидејќи рековме дека сега разбиваме стравови и митови, може ли некако пластично да се објасни што се случува со телото кога е под онаа целосна анестезија? Да, има повеќе видови на анестезија, конкретно што прашавте за општата анестезија, односно целосна или тотална, како што народот ја нарекува. Тоа е во суштина општа ендотрахеална анестезија, односно во трахеата, дишникот ние ставаме црево за дишење. Во таа анестезија тоа е една триада практично, најлесно, наједноставно, најпластично објаснето. Една триада од постигнување со доста силни медикаменти од наша страна, кои што само ние анестезиолозите ги користиме, постигнување на една триада од сон, релаксација и аналгезија, односно спијање, губење на болка и една релаксација, парализа на телото, мускулна парализа, која што пациентите нели не го знаат или чувствуваат. Меѓутоа со тоа се обезбедува едно мирно оперативно поле за хирургот, нели во интерес на пациентот, и се обезбедува безбедност на пациентот на максимално ниво. Ние сме секогаш над главата на пациентот, без да се помериме ние, сестрата анестетичар, секогаш над главата на пациентот за да обезбедиме безбедност. Нормално, во текот на целата интервенција, секоја секунда е мониторирана. Значи имаме тука ЕКГ, кое што го мери срцевиот запис. Со тоа што ние го правиме, го контролираме срцето, притисокот, дишењето, мозокот, сите витални функции индиректно и на останатите витални органи, како што се бубрезите, хепарот и така натаму, односно црниот дроб, со цел да имаме еден оптимум, еден баланс, една неутрална ситуација каде што телото или организмот не чувствува дека се случува операција. Тоа е длабока хируршка анестезија. Тоа што ние го правиме, како што реков, е пациентот да биде безбеден за цело време, да не чувствува ништо, да не го боли, да е релаксиран. Се со цел на крај безбедно да го разбудиме и да биде изнесен во собата за будење или опоравок. Добро, го спомнавте будењето, тоа сакав и да прашам, мислам дека и тоа е еден од стравовите, дали може да се случи будење среде операција?
Не би рекол. Да. Не би рекол, зашто ова е 21 век. Значи, медицинските стандарди, насоки, начини на работење се на доста високо, дури завидно ниво. Обученоста на персоналот и на тимот е доста висока. Техниките со кои што работиме, условите во кои што работиме, апаратурата која што имаме, поседуваме, ја користиме нормално за секој пациент кој што влегува во операционата сала. Исто така и многу е битен индивидуализираниот пристап на пациент. Значи, никој пациент не е ист, ниту едни дози на лекови не се исти кај секој пациент. Значи, целоно индивидуализиран третман на пациентот, субјективизиран практично, прави да е максимално безбедно, да не се случуваат воопшто такви работи, будење, реагирање, сеќавање за нешто порано, мислам претходно во тек на интервенцијата и така натаму. И кога се будат пациентите, се најчесто во, односно ги будиме се во еден лесен делириум, да наречеме, каде што тие исполнуваат команди механички во стилот на кренете глава, дишете, отворете ги очите и така натаму, меѓутоа немаат толкава свест, пациентите се сомнолентни, подзаспани, да речеме, не се сеќаваат на тој периоперативен период. Пациентите се сеќаваат на хируршката интервенција додека да заспиат. А ние, анестезиолозите и целиот тим, правиме тој период да им биде така по лесен, смешен, да им ги тргнеме малку, некогаш и смешен, да им ги тргнеме малку мислите од онаа сериозност која што ги очекува. Да, па и во самиот разговор ово имате моќ да го направите тоа, докторе, да знаете. Да изгледа сето тоа дека е така и лесното е поради вашата таа и смиреност, веројатно и како личност што си ја поседувате, но и владење со ситуацијата која што за нас е нормално сосема поинаква. Така и треба да биде. Па затоа сакам да прашам, што е со сите оние итни ситуации кои што бараат многу итна реакција и колкав е притисокот просто, особено на вас, анестезиолозите, во услови како што беше ковид кризата, која што донесе едно сосема поинакво работење и некако вие бевте во тие први редови, па за жал ќе морам да ја споменам и трагедијата во Кочани, каде што исто така од вас се бараше тој прв одговор. Како се действува во што просто ви е на ум во такви ситуации, бидејќи знам дека за тоа добивте и благодарница конкретно за тој ваш одговор. Да, точно. Добро, како што рековме на почеток, оваа специјалност е доста одговорна. Доста голем предизвик е да спасиш нечив живот. Тоа го работиме сите ние колегите. Јас сум имал чест да учам од доста силни и квалитетни ментори, едукатори и така натаму, за да стигнам до тоа каде што сума сепак имам уште голем пат пред мене, нели? Кариерата е долга. Одговорноста е голема, сериозноста исто така, меѓутоа во тие ситуации ние секогаш се трудиме, и не се трудиме, тоа веќе автоматски доаѓа со текот на работата и искуството, да сме секогаш смирени, секогаш со мирен тон, секогаш рационални во одлуките, бидејќи од нас во тој момент зависи нечив живот. Ирелевантно дали станува збор за масивна катастрофа во која што повторно се покажуваме на едно завидно ниво како случајот, несреќниот случај што беше со Кочани, исто така и во единечните ситуации каде што имаме еден прием во моментот, да речеме, кој што е хитен, крваречки, политравматизам или така натаму. Одговорноста е голема. Пример еве со Кочани, кога беше случајот, не може да не се спомене. Сите бевме извикани во 4 часот утрото, сите бевме на работна позиција, сите бевме веќе во униформи, ги чекавме приемите. Одеднаш дојдоа 30 или 33 вкупно, мислам дека пациенти, ако не се лажам, кои што добија итна хируршка нега, без никаков пропуст, и тоа нега на терциерно ниво. Од сите нас колеги, анестезиолози, хирурзи, пластични хирурзи, останатиот тим на хирурзи нормално, сестрите кои што пак речам се деминовна карика во целиот процес, меѓутоа тука се болничарите, хигиеничарите, сите буквално имаат многу важен удел во она што го работиме. Пак ќе кажам, предизвикот кај нас за да се остане мирен, соземен, пошто сите сме луѓе на крајот на денот, нели? Па затоа и прашам. Она автономна реакција на стрес, може би телото ја чувствува, меѓутоа свесно и со текот на емпириски или со работата, стажот си го прави своето.
во однос на тоа да бидеме мирни, да бидеме соземени секогаш, да постапиме со цел да постапиме правилно, за да имаме секогаш без исклучок, пошто кај нас грешки не се дозволени, секогаш без исклучок да имаме позитивен исход кај пациентите. Истото беше и со пациентите од Кочани и се радувам тоа што ние тогаш ја обавувавме и транспорт на пациентите, обработки во сала секој ден на секој пациент. За цело време обезбедивме стабилност, сигурност и направивме колку што може, се надевам, еве и по нивните кажувања што слушав, направивме да се осеќаат пријатно, да се чувствуваат безбедно во еден доста травматичен момент за нив. За сите нас. Да. Беше и затоа и прашав, затоа што знам дека во тие моменти токму таа благодарност дојде од нив. Да, па и ние сме од крв и месо, мислам, и ние го чувствувавме тој момент на тага, страф и така натаму, меѓутоа не дозволивме да интерферира со работата со цел да останеме професионални и доследни на она за кое што сме таму. Так. Сосема за крај, докторе, целата таа ситуација во која што грижата за нечиј живот ви е постојано и секојдневно доверена, мора да има некој издувен вентил, нешто за освен што ви е сатисфакција, благодарноста која што кажавте од пациентите и добро завршена работа, што нешто правите за рестретување на тој адреналин, нешто или? Лично, па не знам, ние сме гладни за тој адреналин, си ја сакаме работата на вистина, меѓутоа во слободно време лично јас многу ми пријат прошетки, свирам на клавир, друштво со пријателите, семејството, ќерка ми, секако. Има секогаш. Да. Издувен вентил го викаме народски. Така е. Благодарам многу за ова гостување и за сите овие митови на кои што јас се сетив. Ќе простите ако нешто не се сетив да прашам, но ќе имаме друга прилика, докторе, секако. Ви благодарам многу за поканата. Уживав во интервјуто, се надевам успеавме да разбиеме некои митови, да донесеме малку поголемо знаење за она што представува анестезиологот кај народот, кај населението. Ви благодарам, уживав, се надевам ќе се видиме повторно. Апсолутно, ни беше супер.